very glad that I see you again. Драго ми е што повторно ве гледам. And I want to ask you something. Би сакал да ве прашам нешто. I don't know how the things are here, but in other places, when somebody new is coming to the church to speak, Не знам како стојат тука работите, но на други места кога доаѓа некој нов говорник, everybody wants to know if that guy comes with something new. сите сакаат да знаат дали говорникот доаѓа со нешто ново. Because we are tired by the old things and we want something new. Затоа што ние сме уморни од старите нешта и сакаме нешто ново. So, I don't know what your expectations are, Така што ја не знам кои се сега вашите очекувања, but what I know for sure is that the people never have something new. но оно што со сигурност го знам е дека луѓето никогаш во суштина немаат нешто ново. But Jesus Christ always has something new for us. Но Исус Христос секогаш има нешто ново за нас. Can be an old truth in a new light, Може да биде некоја стара вистина, но облечена во нова светлина. or a new truth in a new light. Или сосем нова вистина во нова светлина. So in this week, we will study about the letter rain and the loud cry. Така да оваа престојна седмица ќе проучуваме заедно за позниот дожд и гласниот вик. These two subjects are new or old? Овие две теми се стари или нови за вас? Old, very old. Стари, мощно стари. More than 150 years. Повеќе од 150 години стари. So they are very old. Значи, доста стари теми. But it is my prayer, and I hope that also yours, Но моја молитва, ја се надевам и ваша, that this old truth дека оваа стара вистина may be presented by God, by the Holy Spirit, for us in a new light. оваа стара вистина да може да ни биде изнесена со Божја помош во една нова светлина. We won't begin to study this subject in this evening, Нема сега вечерва да почнеме да го проучуваме тој предмет, but we will have an introductory study. но ќе имаме едно воведно проучување. And I invite you to open the Bible in the book of Numbers, Ве повикувам да ги отвориме нашите Библии во 4-та книга Мојсеева или Броеви, at chapter 13, 13-та глава, 4-та Мојсеева, 13-та глава. we want to read verse 31 and 32. Ќе ги прочитаме 31-иот и 32-иот стих. Please read those. Значи, 4-та Мојсеева или Броеви, 13 глава, 31 и 32 стих. А оние што беа оделе заедно со него, рекоа, не можеме да одиме против тој народ, зашто е посилен од нас. И протурија ужасни гласови меѓу синовите израелски за земјата што ја беа разгледале и велеа. Земјата што ја изодивме за да ја разгледаме е земја која ги голта своите жители. И сите што ги видовме во неа се многу поголеми. We have here the people of Israel standing near the border of Canaan. Тука го гледаме израелскиот народ како стои на границата на хананската земја. Near the country which was promised to their fathers. Значи, на самиот праг на земјата која што им беше ветена на нивните татковци. And they went into the country to spy in it. И како што знаеме, беа испратени извидници да ја разгледаат земјата, како што вели овој превод. And they come back with true reports. И извидниците се вратија со два извештаја. Or one report with 2 points. Или можеме да речеме еден извештај, но во две точки. The country is good. Прво, дека земјата е навистина добра.
very good. Прекрасна земја. You can see here what we brought from there, Еве може дури да видите што донесовме од неја. but Но there is a problem. постои еден проблем. The people there are giants. Луѓето што живеат во таа земја се джинови. When we were comparing with them, we were very small. Кога ние се споредувавме со нив, изгледавме мношне мали. They are stronger than us. Тие се посилни од нас. Now, please tell me, in this report, Кажете ми, ве молам, во овој извештај, which of the 2 points was false? кој од овие две точки е била погрешна? Која од овие две точки е била погрешна? The country was good, Значи, првата точка е дека земјата е добра, красна земја, very good, многу добра. so it's true. Тоа е вистина? Okay. Во ред. The second point, it's true or is false? Втората точка, дали таа е вистината или не? That is also true. Thank you very much. This is also true. Ви благодарам многу. И втората точка е на вистината. So, they went into the country, they spy the country, they come back with the fruits of the country, give a report, Значи тие влегле во земјата, ја извидоа земјата, ја разгледаа, собраа по некои плодови од неа, како мустра, се вратија назад и донесоа извештај. with a real report, Донесоа вистинит извештај. real facts, Вистинити факти. and let's see what's happened. И да видиме што се случува. We will read from chapter 14, verse 1 till 4. 1 to 4. Сега ќе продолжиме да читаме во следната 14 глава, првите 4 стиха, од 1 до 4 стих. Тогаш целиот народ почна да вика и плачеше целата таа ноќ. И сите синови израелски негодуваа против Мојсей и Арон, и целиот народ им велеше: О, да бевме умрале во египетската земја, или да бевме изумрале во оваа пустина. И зошто Господ не води во таа земја за да паднеме во борба? Жените наши и децата наши ќе станат плен. Не е ли подобро да се вратиме во Египет? Па си велеа едни на други да си избереме старешина и да се вратиме во Египет. So the people, when hear the big problem that is in the country, Значи, кога народот чул каков голем проблем постои во земјата, that they are not able to go in the country and conquer it because there are giants there, дека тие не се способни да влезат во ветената земја и да ја заземат, затоа што джинови живеат во неа, they start to speak against Moses and Aaron. почнаа да викаат против Мојсеја и Арона. They want to choose the leader from the people to put in their first line and say to him, go with us back in Egypt. И посакаа да изберат да изберат старешина, водач помеѓу себе, кој што ќе биде во преден план и кому ќе му речат: поведи не назад во Египет. Do you know why we have read these passages? Дали знаете зашто ќе прочитавме овие текстови? Because it's more easy to take lessons from the life of others than from ours. Затоа што е секогаш многу полесно да се учат лекции од тугите животи, отколку од нашите. When somebody is trying to show us something from our life, we are not agree in most of the cases with him. Кога некој сака да посочи нешто во нашиот живот, најчесто се случува да не се согласуваме со него. But it's very easy
when somebody is trying to show the sins of somebody else, to be with him and agree with him. Но, ако некој зборува за некој трет и зборува за гревовите на некоја трета личност, тогаш најчесто се согласуваме со него. So, we will speak and we will learn about a sin or a mistake of the people of Israel. Значи, сега проучуваме за еден грев, една конкретна грешка на израелскиот народ, Who is the church of God in that time, кој што ја представувал Божјата црква во тоа време. knowing only that this story is a parable for us. Знаејќи дека целата ова историја представува само една парабола, едно наровоучение за нас. Now, I want to highlight the idea. Јас би сакал да ја нагласам следнава идеја. Please tell me, where was the problem? Ве молам, кажете ми, во што се состоел проблемот? Каде бил проблемот? Outside of the church of the people or inside of the church? Дали надвор од црквата, од народот, или внатре во црквата, во народот? Каде бил проблемот? Inside? But why inside? Но зошто бил внатре? You agreed with me that both of the points of the report was Вие се real. согласивте со мене дека двете точки од извештајот биле вистините. It is a good country, Навистина е прекрасна земјата, but they are giants there. но постојат джинови во неа. They are stronger than us. Тие се посилни од нас. They have a real army we don't have. Тие имаат вистинска војска, ние немаме никаква. They know what wars means. We have only some fights. Тие знаат што значи војна, ние сме учествувале само во неколку борби. So, when we look in human nature to this situation, Значи, кога човечки гледано, со човечка природа ја наблюдуваме оваа ситуација, we see that the problem was outside. човечки гледано, изгледа дека проблемот бил надвор джиновите. Because the people from outside were stronger than them, they cannot conquer the country. Затоа што луѓето што се надвор, значи жителите на земјата, джиновите, се многу посилни од нас и ние не можеме да ја завземеме таа земја. But in reality, Но во реалноста the problem was with the people, with the church. проблемот бил кај избраниот народ во црквата, внатре во црквата. Why? Зошто? Do you know to tell me why the problem was with the church? Дали може да ми кажете зошто проблемот лежал внатре во црквата? When it is real that people were stronger than them. Кога е вистина фактот дека тие луѓе джиновите се посилни од нив. Штом тоа е вистина, зошто проблемот се наоѓа во црквата? God's leading in the past. Други мислења? They failed to trust God's promises. They thought Moses Okay. Валет. The idea is that God promised to them the country. Yes? Значи, дали е точна следнава мисла? Бог им ја ветил таа земја. Точно? And if God Да. promised to them the country was И ако Бог им ја ветил таа земја, тогаш таа земја theirs. е нивна. Because God promised it to them. Затоа што Бог им ја ветил. So the problem was in the people because they did not trust the word of God. Значи, проблемот е кај народот, затоа што тие не поверуваа во Божјото Слово. Now, Adam and Eve left the
Eden because they lacked the faith in the word of God. Ако се сеќавате Адам и Ева, малку да ја подсетам да он зборуваше во септември за ова, се сеќавате. Таа најсилна негова проповед, втората сабота. Значи, Адам и Ева ја напуштиле Едемската градина заради тоа недостиг на вера во Божјото Слово, Божјата реч. The people of Israel, the church in the wilderness, near the border of Canaan, Израелскиот народ, црквата во пустинета, на самата граница на Хананската земја, did not enter into the promised land because of the lack of the faith in the word of God. не влегол во ветената земја, исто така заради недостиг на вера во Божјото Слово, во Божјата реч. Please tell me what we must understand from these two situations. Кажете ми, молам, што треба ние да извлечеме како поука за нас од оваа случка? The heaven is only for those who exercise faith in the word of God. Дека небото е само за оние кои што покажуваат вера во Божјата реч. They wanted to have the country, Тие ја посакувале таа земја, but they did not exercise enough faith in the word of God to understand that giants can be conquered. но тие не покажале доволно вера во Божјата реч, за да на тој начин имаат сознание или разбирање дека таа земја може да биде освоена. Now, we as a Seventh-day Adventists are staying near the border of the heavenly promised country. Ние како адвентисти на седмиот ден стоиме исто така на границата на небесниот Ханан, на ветената земја. And when I'm looking on the internet, I see a lot of videos about Pope, what the Pope has done. На интернет деновиве има многу видеа, гледам во врска со папата, што прави папата, каде оди папата, што кажува папата и така натаму. About the Sunday laws from Europe and Исто така во врска со неделни закони во некои европски земји, синдикатите во врска со нив и така натаму. About climate changes, Во врска со климатските промени, about financial crisis. финансиските кризи. We have a missionary in the world with, I think, 1 or 2 times per year predict a crisis in 6 months. Имаме еден мисионер кој што отприлика 2 пати годишно предвидува некоја криза во светот. In 6 months will be a financial crisis. Например, за 6 месеци ќе има нова финансиска криза, економска криза. Меѓутоа не се случува тоа. In 6 months the Sunday law will be here. Потоа вели за 6 месеци ќе биде изгласан неделниот закон. But no Sunday laws. Ќе поминат 6 месеци и нема неделен закон. And so on. И така натаму, и така натаму. Since when I know him. Откако го знам тој човек, се занимава со такви предвидувања. The giants are not outside. Джиновите не се надвор. Are inside. Джиновите се внатре. The giants that confront us is not the Sunday law. Джиновите со кои што се соочуваме, кои што се наши противници, тоа не е неделниот закон. It's not the Pope. Не е папата. Pope is a small man. Папата е само еден мал човек. He received a throne from Satan, nothing more. Тој го примил својот престол од сатаната, ништо повеќе. Why should we be afraid of him? Зошто би требало да се плашиме од него? About his laws, Од неговите закони, about his politics. неговата политика. Who is afraid? Adventists. Adventists. We are speaking about him. We must be afraid Значи не треба да се плашиме од папата, например. about our lack of faith in the Word of God.
оно што треба да се плашиме е недостигот на вера, наша вера во Божјето Слово, во Божите ветувања. I want to read something for you from the spirit of prophecy. И сега да ви прочитам нешто од духот на пророштвото. Sign of the Times, May 17, 1883. Значи, цитата од Знаци на времето од 17. мај 1883 година. We have far more to fear from within than from without. Многу повеќе, вели Навај, треба да се плашиме од она што е внатре, отколку од она што е надвор. The hindrances to strength and success are far greater from the church itself than from the world. Пречките кои што стојат на патот на силата и успехот се многу поголеми кога се внатре во црквата и кога доаѓаат од црквата, отколку надвор од светот. So, according to these inspired words, Значи, според овие вдахновени зборови, what is putting a hindrance, who is blocking the word? што е тоа што ни прави сопки или представува пречка за Божјето дело? It is something from outside or it is something from inside? Дали е тоа нешто од надвор или нешто од внатре? It is from inside, it is clear, it's from inside. Многу е јасно дека сите пречки и сопки за Божјото дело доаѓаат од внатре, од црквата. Now tell me, from inside, from whom? И сега кажете ми, од кого внатре во црквата? From others or from me? Дали од другите или од мене? I want to read further. Би сакал да продолжам да читам во 10-тиот цитат. The unbelief indulged. Кога се негува неверството, So we have one thing, unbelief. значи имаме неверство во црквата. The doubts expressed, Сомнежите се искажуваат, second one. се искажуваат сомнежи. The Второ. darkness cherished, Исто така се темнината се негува. the third one. Encourage the presence of evil angels. Значи, кога овие три работи се случуваат во црквата, и ги го охрабруваат присуството на злите ангели And open the way for the accomplishment of Satan's devices. и го отвораат патот за спроведување на сатанските намери. So Satan needs only three things to conquer the church. Значи, сатаната има потреба од само три нешта за да може да ја победи црквата. And to accomplish his plans inside the church. И за да може да ги спроведе своите планови внатре во самата црква. It is unbelief, Неверство, број 1, doubt, сомнеж, 2, and darkness. и темнина. Please consider these 3 points, 3 facts in your life. Размислете, ве молам, за овие три точки во вашиот живот. Do you really believe every word that proceeds from the mouth of God? Дали навистина верувате во секој збор што излегува од Божјата уста? Во секој. Have you doubts or not in Дали regard to his plans? имате сомнежи, некакви сомнежи или не во врска со Божјиот план со вас? And what's happened near you, spiritually speaking? It is light or it is darkness? И што се случува во вашиот живот и околу вас, духовно, дали тоа може да се нарече светлина или темнина? Дали живееме во грев или во благодат, ја би рекол. I invite you to open the Bible in the Gospel of John, chapter 12. Отвориме сега во Новиот Завет, Евангелие според Јован 12 глава. We read starting with verse 20, only 20. For now, only Ќе го почитаме само 20-тиот стих. Меѓу дојдените на празникот,
на поклонение имаше и некои елини. Јован 12:20. We are here in the week before the crucifixion. Ова се случува точно една седмица пред Христовото распетие. Jesus have done everything what he could done for the people and for the leaders. Исус веќе имал направено се што можел да направи за израелскиот народ и за неговите водачи до тогаш. For him it was clear. За него беше јасно The leaders won't receive him. дека Some exception, of course. водачите на Божиот народ нема да го прифатат него. For him was clear that if the leaders will not receive him, also the most part of the people will not receive him. Исто така за него беше кристално јасно дека штом водачите нема да го прифатат, дека заради нив и поголемиот дел од народот ќе го отфрли. Исто така. Although he win the battle with the Pharisees and Sadducees, Иако ги победил сите битки и со фарисеите и со садукеите, he was not happy because their souls, their lives were not his. Исус сепак не бил среќен, затоа што знаел дека нивните души, нивните животи не се врзани со него. Please read now verse 20. Сега да прочитаме и 21 стих. Тие, или елините, значи, пристапија кон Филип, кој беше од Вицаида Галилејска, и го молеа велејки: Господине, сакаме да го видиме Исус. So in that week before the Passover, Значи, таа седмица, 7 дена, значи, пред Пасхата, there were some people from Greece coming to Jerusalem имало некои луѓе од Грција кои што дошле во Ерусалим, to worship to the feast. за да се поклонат, според нашиот превод, на празникот. And in that days they see that Jesus' name is on the lips of everybody. И како странци тие сватиле деновиве што престојувале во Ерусалим дека сите зборуваат за Исус, за некој си Исус. From the proud priest to the Од- humble, Од гордите свештеници до најпонизните рибари, во сите усти се спомнува името на Исус. from the lips of the high priest, supposed to be the most holy from all the people, to the most sinful one. Или како што се смета од устите на првосвещеникот, кои што се сметаат за најсвети, па до најгрешните устни, значи во самиот народ, сите зборуваат за Исуса. Jesus' name was on the lips of those who love him, as also on those who hate him. Исусовото име било и во устите на оние кои што го љубат, кои што го сакаат, а исто така за него зборувале и оние кои што го мразат. Сите зборуваат за Исуса, едни за, други против. Looking with sadness to his people, Кога ги погледнал со тага, значи својот народ, израелскиот народ, while he was in the temple, додека стоел и се наоѓал се уште во храмот, in that part of the temple where only the Jews are allowed, Исус во тој момент се наоѓал во внатрешниот рем во храмот, каде што само евреи смеат да стапнат. two of his disciples come to him Тогаш двајца негови ученици доаѓаат кај него and they say to him, и му велат: there are some Greeks има некои елини надвор, who wants to see you. кои што сакаат да те видат. Please look to the words of the Jews. Да ги прегледаме сега зборовите на евреите. Verse 21 at the end. Sir, we would see Jesus. Господине,
Господине, сакаме да го видиме Исус. We would see Jesus. Сакаме да го видиме Исус. It's a desire. Тоа е желба, така? Сакам да го видам. A natural one. Природна желба. We want to see Jesus about everybody speaking. Сакаме да го видиме Исуса, Everybody speaking. бидејќи сите зборуваат за него. When Jesus was born, Кога Исус се родил, from the east, wise men come to him. дошле од исток тројца мудри луѓе кај него, Now when Jesus is going to be put to death, а сега кога Исус предстои да биде распнат, да биде погубен, men from west come to him. некои луѓе од запад доаѓаат кај него. And with this, God is showing to the church И со нив Господ им покажува на црквата that in the kingdom, with Abraham at the table, дека во царството заедно со Авраам на трпезата will be people from east to west. ќе има многу луѓе, народ и од исток и од запад. Jesus was very happy. Исус бил многу усреќен со ова, We would see Jesus. што некои странци посакале да го видат. Сакаме да го видиме Исуса. Why? Зошто? Why to see Jesus? Зошто сакале да го видат, да го видиме Исуса? I think that our wish, our desire is to see Jesus. Верувам дека и наша желба е да го видиме Исуса. Сакате да го видите Исуса? And in some sense, we are telling to the world we would see Jesus. На некој начин ние му сведочиме на светот дека ќе го видиме Исуса. But how do you want to see Jesus? Но, како сакате да го видите Исуса? Do you want to see him as a child in Bethlehem? Дали сакате да го видите како бебе во Витлеем, например? Do you want to see Jesus full of sorrow because of his problems with the Jews and with the disciples who don't understand almost everything what he says? Дали сакате да го видите нажален, како лее солзи заради еврејскиот народ, па и заради неговите ученици кои што одвај нешто разбрале од сето оно што го кажувал? Do you want to see Jesus on the cross? Дали сакате да го видите Исуса распнат на крстот? Do you want to see Jesus in the tomb? Дали сакате да го видите Исуса мртов во гробот? We would see Jesus. Значи, ние сакаме да го видиме Исуса. But how? Но како сакаме да го видиме? We will see Jesus. Како ќе го видиме Исуса? How we are expecting Jesus Како очекуваме да го видиме Исуса? we want to be, or we want to see a kingly Jesus. Оно што очекуваме да го видиме е некој царски Исус. Coming on the clouds of Како доаѓа на небесните облаци. putting an end to this world, Ставајќи крај на овој свет. to our suffering, На сите наши страдања. to our weeping, На сиот наш плач. to our sorrow. Сите наши таги. We have problems at the work, at the jobs. Сите имаме проблеми, кои на работа, например. We have problems at home with children, Или with parents. дома, со деца, со родители. We are sick. Често сме болни. We would see Jesus. Ние сакаме да го видиме Исуса. We want to see him. Навистина сакаме да го видиме. But there is a problem. Но постои еден проблем. We cannot see Jesus coming on the clouds of heaven Ние не можеме да го видиме Исуса како доаѓа на небесните облаци, till he will finish his work as high priest. пред да го заврши своето дело како првосвещеник, својата посредничка служба.
Do you know what this means? Дали знаете што значи тоа? Што значи тоа? This means that he will close his work as high priest. Тоа значи дека прво ќе ја заврши својата посредничка служба како He првосвештеник. will finish his last work as high priest in the Holy of Holies. Значи ќе заврши своето последно дело како првосвештеник во светињата на светињите, Only if но тоа ќе се случи само во колку, please tell me, only if what? кажете ми што, ако што? Кога Господ ќе ја заврши својата првосвештеничка служба во светињата на светињите. Што треба да се случи како услов за да го заврши тоа посредување, тоа дело? Ако што? The Holy Spirit. When Jesus can say it is finished. Кога Исус би можел да каже свршено е? The judgment is closed. Thank you. When the judgment is closed, okay, but Добро, точно е, кога ќе заврши судот, it is correct, but give me more details about this. но можете да ми дадете некои детали околу ова, малку подетално. Што би рекле? The sanctuary will be cleansed. Thank you very much. When the sanctuary Кога ќе се очисти светилиштето, yes, but that the sanctuary can be cleansed, what must happen? но што треба да се случи за да се очисти светилиштето? God's people sealed. Yes, and that the people to be sealed, what must happen? И пред тоа има нешто, значи и пред да се запечатат, како што реков јас, Божиот народ, што треба пред тоа да се случи? Еве, жена му на Паул сака да каже нешто. Please say. Aloud. Yes, yes. Say. Do not send seeds to the sanctuary and the church. Stop Значи, sending seeds. Црквата треба да престани да греши. За да нема повеќе гревови, да нема повеќе Господ работа да посредува за нашите гревови. So we understand our situation now. Значи, дали ја разбираме нашата сегашна положба? We are at the borders of the heavenly country И ние се наоѓаме на границата на небесната земја. with a lot of giants outside of the church, outside of us, Со еден куп джинови кои што ги гледаме надвор од нас. with a lot of problems in our families and in our lives. Исто така со многу проблеми и во нашите семејства и во нашите животи. We are telling to each other and we are telling to the world, we would see Jesus, we want to see Jesus. Ние велиме и меѓу себе и му сведочиме и на светот дека сакаме да го видиме Исуса и дека ќе го видиме Исуса. But if we want to see Jesus, Но ако навистина сакаме да го видиме Исуса, we need to understand that we must look at Him as the means of God, the mean of God to give us the possibility to not sin. ако навистина сакаме да го видиме Исуса, треба да го видиме како средство, Божјо средство, кое што ќе ни овозможи повеќе да не грешиме. That's the response of God to the problems of humanity or of the church. Тоа е Божјиот одговор за нашите човечки проблеми внутре во црквата. Stop sending sins Да престанеме да испраќаме нови гревови to the heavenly sanctuary. во небесното светилиште. Do you know that according to the Hebrew, Paul epistle to the Hebrews,
Дали знаете дека според посланието до евреите, the sanctuary of heaven must be cleansed. и небесното светилище треба да биде очистено, нели? You know this, yes? Го знаете тоа, нели? But why it needs to be cleansed? Зошто небесното светилиште треба да биде очистено? Зошто? Од што да се очисти? Who needs to be cleansed? Кој треба да биде очистен всушност? We, us. All of us. Our sins are going there, but how? We are here, the heaven is there. How our sins are going there? Еве, ние сме тука, светилиштето е горе на небо. На кој начин нашите гревови одат таму? Because I'm on this earth, the Yes, heaven is... Јас сум тука на земјата, небото е многу далеко од тука. How did my sin На кој начин мојот грев тука spot the sanctuary? го извалкал небесното светилиште, кој што е толку далеко од тука. Through the mediation of Christ. Преку Христовата посредничка служба. Agree? Се согласувате? So, our sin is put on him as a lamb. As a Значи, sacrifice. нашиот грев е вложен, ставен врз него, како жртва, како наша жртва, како наше јагне. Also, he as a high priest take this sin and put it in the sanctuary. И тој како првосвещеник го зема нашиот грев и го носи во светилиштето. Now, if the sanctuary is spotted with our sin through his mediation, Ако светилиштето се валка со наши гревови преку неговата посредничка служба, преку неговото посредништво, it is to be understood that the cleansing of the sanctuary is also through his ministry. треба да разбереме дека и очистувањето на светилиштето е исто така се врши по пат на неговата служба, неговото посредување. So before waiting Jesus to come on the clouds of heaven, Значи, пред да го видиме Исуса како доаѓа на небесните облаци, we must have an interest, a very big interest, ние треба да бидеме многу заинтересирани, да имаме многу голем интерес in what he is doing now. во она што Исус го прави сега. And I want to read you something. И би сакал да ви прочитам нешто. It is a letter written in 1906. Ова е едно од необјавените писма на Елена Вајт од 1906 година. The correct understanding of the ministration in the heavenly sanctuary is the foundation of our faith. Еден познат цитат од Елена Вајт, кој што вели: исправното разбирање на посредништвото, на службата што се врши во небесното светилиште представува основата на нашата вера. A correct understanding, Значи, исправното разбирање, точното разбирање, not an idea, не некоја идеја not some informations, или некоја информација, but a correct understanding. туку точното разбирање, точното сваќање на Христовата првосвещеничка служба. What Jesus is doing in the sanctuary. Што прави Исус во светилиштето? It is cleansing a people for his coming. Тој го чисти, го осветува својот народ, го подготвува својот народ за неговото доаѓање. He is working to have a holy church. Работи на тоа да има подготвена света црква. And he needs us И ние сме му потребни to let him to work in us. да му дозволиме, значи потребна е нашата согласност да му дозволиме тој да делува, да работи во нас, во нашиот живот. He can help us when we are sick. Тој може да не исцели кога сме болни. Without his help. Без неговата помош, Are you agree? се согласувате? A man who is not believing in God sometimes can be healed by God.
without his willing. Понекогаш, значи, дури и луѓе што не веруваат во Бога, Господ може да ги излечи и без нивната волја, и без нивната вера, согласност и така. Because he wants to call to him, that man. Бидејќи во некои такви ситуации Господ сака да привлече некој таков човек кон себе. Somebody maybe is in a situation where he's a very big danger, he can die. Или некој се наоѓа во една смртна опасност, на пример, каде што може да умре. But God can help him without his will to not die. И Господ на некои такви луѓе им помага и без нивната волја и нивната согласност или нивната вера да не умрат. But never, Но никогаш God will not help us to stop sinning without our acceptance. Никогаш Господ нема да направи да престанеме да грешиме без нашата волја, без нашата согласност. And Jesus is now in the heavenly sanctuary because we are still sending to him our sins. Исус денес се уште се наоѓа во небесното светилиште затоа што ние се уште му праќаме гревови од тука во кај него во тоа светилиште. I don't know if last time when I was here we spoke about the gospel preached to the Jews and the fact that Moses bring the gospel to them. I'm not sure. Не сум сигурен дали кога бев тука во септември зборував за тоа дека Господ преку Мојсија им го проповедал евангелието на евреите. You did. Yes. Okay. If I did this, that means I told you that Moses received the book of Genesis when he was in the wilderness. Ако сум зборувал за тоа, значи сум ви кажал, мора да сум ви кажал дека Мојсей ги примил откровенијата за да ја напише првата книга Мојсеева, Битие, додека бил во пустината. And when you open the book of Genesis, кога ја отварате таа книга, Битие, првата книга Мојсеева, Genesis starts speaking about the power of the word of God. Самата книга започнува и зборува за моќта, за силата на Божјото слово. It's speaking about creation. Зборува за создавањето. And in Hebrews, Paul told us that the gospel was preached to the Jews. И во посланието до евреите, апостол Павле тврди дека евангелието им било проповедано на евреите. Chapter 3. Yes. Or 4. 4. And if the gospel was preached to them in their moment of deliverance, значи словото, тоа е во 4 глава евреите, ако памтите, словото им беше проповедано и ним, како и нас, на нас, вели Павле. For sure the gospel will be preached to us before our deliverance. Ним им беше проповедано словото заради нивното избавување, и ако тоа било случај со нив, може да бидеме сигурни дека и нам ни се проповеда евангелието, словото, пред нашето избавување. And we have read from Revelation chapter 14 about the coming of Jesus Christ on the clouds of heaven. И ние читахме, ако се сеќавате, и од Откровение 14 глава за Христовото доаѓање, како е представен таму со срп во раката. And about the fact that before this coming on the clouds of heaven, the gospel is preached in the three angels' messages. И дека пред ова негово доаѓање, опишено во вториот дел 14 глава Откровение, евангелието се проповеда на народите во видот, во формата на веста на трите ангели. Let's remember the message of the first one, Revelation 14, 6 and 7. Да се подсетиме уште еднаш на пораката на првиот ангел. Значи, Откровение 14 глава 6 и 7 стих. Значи,
видов ангел кој што леташе посред среден небо и кој имаше вечно евангелие за да им благовести на жителите земни, на секое племе и колено, јазик и народ. Тој зборуваше со висок глас: имајте страво почит кон Бога и подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд. И поклонете му се на оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори. If you are looking in these verses, you will see that this angel is speaking about the sanctuary. Ако ги погледнете овие зборови, ќе разберете дека ангелот всушност зборува за неговото светилиште, About the judgment made in the sanctuary, зборува за часот на неговиот суд, а тој суд се одвива во светилиштето. and also he is speaking about God as creator, А исто така зборува за Бога како за создател, како за творец. about God who has power in word. За Бог кој што има моќ во своето слово, во својата реч. So we have the concept of this sanctuary Значи го имаме концептот на светилиштето, is to be cleansed, кое што треба да биде очистено, and we have the power of the word of God who can prepare a people а од друга страна ја имаме моќта на Божјото слово, кое што може да подготви народ, who can be sealed, народ што ќе може да биде запечатен, and after they are sealing the work of Jesus Christ in the heavenly sanctuary to be finished. и по нивното запечатување Христовото посредничко дело во небесното светилиште да може да биде завршено. So we have the message who is preparing a people for these events. Значи, ние имаме порака која што подготвува народ за сите овие настани. Now we have a question. Сега имаме едно прашање. What we have done with these angels? Што направивме ние со овие ангели? If they are to prepare a church for the coming, Ако тие треба да подготват црква за Христовото доаѓање, what the church made with them? што направила црквата со нив, со тие ангели? Where they are in our preaching, Каде се наоѓаат тие ангели во нашето проповедање, where they are in our living, во нашите животи and where they are in our outreach. и во нашето мисионство? They are gone. They are gone. Where? Каде? Ги снемал, кај ги снемало? In the last century. Okay. So we need to take a time machine Значи, ни треба времеплов, временска машина and go back и да се вратиме во 20-тиот век, to recover them. за да повторно ги стекнеме овие ангели. Do you want to do this starting for tomorrow? Дали ова сакате да го направите, почнувајќи од утре, утре е веќе денес. Tomorrow is today. Yes. Knowing this, Знаејќи, if we find these angels, we find the solutions for our problems. ако ги пронајдеме повторно овие ангели во нашиот живот, ќе го најдеме решението за нашите проблеми. How many of you are very upset because you must stay at the work 8, 10 or 12 hours per day? Колку мина од вас, например, се вознемирени ако мора да останат на работа и повеќе од 8 часа дневно, 9, 12 можеби. Колку мина од вас Raise your hand. How many of Колку you мина are од very вас upset because must stay at the work? ве вознемирува тоа што треба да многу часови да останувате на работа? These messages will solve your problem. Оваа порака ќе го реши овој ваш проблем. Not in the sense that when you read them you will quit the job and everything will be okay, somebody will give you money. Не во смисол дека ако ја читаме и ја прифатиме нивната порака, дека
нема да има потреба да одиме на работа, дека некој постојано ќе не финансира со пари. But they will help you in a sense about, I will tell you in some words. Но ќе ви помогнат во еден друг смисол, ќе ви кажам во неколку збора. When Moses was sent with the gospel to the people of Israel, Кога Мојсей бил испратен да им го проповеда евангелието на израелскиот народ, they were in a bad situation. They were slaves. тие во тој момент се наоѓале во многу лоша положба, биле робови. But when Moses and Aaron start to preach the gospel to the people, to the church, and also to the Egyptians and to the Pharaoh, Но кога Мојсей и Арон почнале да го проповедаат Божјото слово, не само на својот народ, на израелците, туку и на египјаните, дури на фараонот, the situation of the church was worse. ситуацијата, положбата на црквата, на народот станувала полоша, дури и полоша. They were asked to work more. Значи, фараонот заинат наредил да работат двојно повеќе. So please have in mind always this. Имајте го секогаш на ум. Because it's possible that this reality to be happen again. Затоа што е сосема можно ова иста реалност да се повтори во вашиот живот, например, некаде, And you will например. find the gospel from the three angels. Кога ќе го пронајдете евангелието, ова вечно евангелие на трите ангела, You will have a desire to left everything on this earth and go home. вие ќе имате желба да оставите се на оваа земја и да појдете дома. But your problems will increase. Но вашите проблеми уште повеќе ќе се зголемат дури. Why? Зошто? Why? Зошто ќе се зголемат проблемите кога ја прифаќате вистината? Because Satan is upset. Yes, Satan is very upset, but he cannot do anything without God's acceptance. Да, ѓаволот, непријателот се вознемирува кога стануваме верни, кога ја прифаќаме вистината, меѓутоа тој не може да ни направи ништо без Божја дозвола. I'm interested why God lets the devil to do. Според тоа се интересираме да го одговориме прашањето зошто Господ дозволува во тие ситуации, дури и да ни се умножат проблемите кога зачекоруваме на патот на верата. Because that's the way we're getting cleansed. Okay, that's the way in which we are cleansed, Добро, тоа е начинот на кој што се очистуваме and that's the way in which we are growing in faith. и тоа е начинот на кој што ние растеме во верата. We are growing in the desire to be home. Значи, ние растеме и во желбата да отидеме дома. Што поише проблеми, толку поише го сакаме и толку побрзо го сакаме Христовото доаѓање. If we find these angels, we will have problems because Satan is not sleeping. Ако ги пронајдеме овие ангели, ќе имаме повторно проблеми во животот, затоа што Сатаната не спие, ни ора ни копа. But our faith will increase. Но исто така, заедно со проблемите и искушенијата, ќе порасне и нашата вера. And our life in the sense of sin will be with improvement. И нашиот живот ќе се подобри во однос на гревот. Значи, So my invitation is to come at the church in this Sabbath and starting with this Sabbath the other days. значи, ве повикувам да дојдеме во црква оваа сабота и почнувајќи од оваа сабота и следните денови. And we will make a study in these evenings with two objectives. И ќе проучуваме заедно, Two ends. ќе проучуваме со два предмета или две цели пред нас. First, Прво, to go back in the Adventist history да се вратиме во историјата на адвентизмот, адвентишката историја, and to see what's happened in the Adventist church in the past
when these three angels had come. Да разбереме уште еднаш што се случило со Адвентичката црква кога овие тројца ангели ја посетија, кога дојдоа. And to learn from their experience what to do or not to do. И да научиме од искуството на таа генерација адвентисти што треба да правиме ние денес, а што не треба да направиме. And also the second objective that we'll have. А потоа втората цел која што ќе имаме предвид во нашето проучување овие денови Is to look inside the message. е да погледнеме внатре во самата порака, To understand where is the power of that message. за да разбереме каде се наоѓа моќта, силата на самата порака. To seek for it За да ја побараме таа сила and to find the ways to receive it. и да го откриеме патот и начинот како да ја примиме таа сила. And I have a request for you, if it is possible. И имам едно барање до вас, ако е можно да ми удоволите. Can you in this week stop looking at TV at all? Дали може барем ова седмица, значи додека сум тука до следниот викенд и понатаму, да престанете да гледате телевизија воопшто, барем оваа седмица. At all, meaning news, Значи, movies, воопшто, so- значи, не само филмови, и вести, интервјуа, фудбал, било што. yeah. Try to not speak or to read books which are not spiritual. Исто така, ако читате случајно некоја литература која што не е духовна, барем оставете ја на страна оваа седмица, додека ја проучуваме поракава, Or newspapers. или вестници, или... Why? Because even you read or not, the things happens the same way. Затоа што, било да читате или да не читате, нештата ќе се случуваат пак, и без оглед. So На вас. you won't help anybody reading this. Нема да му помогнете на никого со ништо, ако ги читате и слушате тие настани што случуваат надвор во светот. But you will help you this week not reading them. Но ќе си помогнете себе си оваа престојна седмица, ако малку се откачете од тие работи. Please tell me which is the aim of a newspaper, of a infidel book, or of a TV station, to increase faith or create doubt? Што мислите, која е целта на сите овие медиуми, така да ги наречеме, и вестници, телевизија? Дали да ја засилат вашата вера или да предизвикаат сомнежи? To weaken. So to weaken the faith and create doubt. So Да ја ослабат нашата вера и да предизвикаат сомнеж. if I take some times per day looking there on a Значи- thing which is not increasing my faith but create doubt, Ако си земам некое време да правам или гледам нешто што не ја засилува, туку ја ослабува мојата вера и дури предизвикува сомнеж, I open a door for Satan emissary to come. на тој начин отварам врата за сатанскиот агент да влезе во мојот живот. It's only a request, Ова е само едно барање, but I'm very sure но јас сум можно сигурен, that if you will do this, ако ова го направите, if you come with the Bible and the notebook and the pen, ако дојдете само со Библијата или со некоја тетрадка, со пенкало во рака, paying attention to everything what we will read, и со внимание, значи следите се што ќе читаме, што ќе зборуваме, I'm sure that God will give you life јас сум сигурен дека Господ ќе ве просветли and can start something in your life which was never before till now. и ќе започне нешто во вашиот живот кое што не било никогаш претходно до сега. He can do this if we are closing the door for Satan.
Тој може да го направи ова, ако ја затвораме секоја врата на сатаната. And if you are stopping to looking on this issue in this week and you will receive light from the Word of God, И ако на тој начин престанете, значи, со нив и добиете просветлување од Божјето Слово оваа седмица, and you are satisfied with what God have gave to you, и ако сте задоволни со тоа што Господ ќе ви го даде, you can know that if you are continuing to do so, ќе знаете дека ако продолжите да правите така, a flood of light can come in your life. Господ ќе ја испрати поплава од светлина во вашиот живот. And God can work with His church. И Господ ќе може да работи во својата црква. It is time to face our giants. Време е да се соочиме со нашите джинови. Our giants are not outside of us. Нашите джинови не се надвор од нас, It's inside. туку се внатре во нас. Our pleasures, Нашите грешни желби, our wishes, исто така, our desires. задоволства, сласти, желби, But we can be overcomers но ние можеме да бидеме победници through the power of the word of Jesus Christ. преку силата на Исуса Христа, нашиот Господ. When you are going at home in this evening, Кога ќе појдете дома во вашите домови вечерва, remember the Greeks. сетете се на овие елини што ги споменавме. We would see Jesus, Ние сакаме да го видиме Исуса. and when Jesus met with them, И кога Исус се сретнал со нив, излегол надвор во надворешниот трем, He told them something. им кажал нешто. He knew that the Greeks will see Him on the cross. Тој знаел дека токму овие елини ќе го видат него распнат на крстот. He knew that they will be very terrified how the church, His church, will put Him on the cross. Тие ќе бидат мощно вознемирени, запрепастени, кога ќе видат како неговиот народ, неговата црква го приковува него на крст. He knew that they will wonder why He is dying. Тој знаел дека тие ќе се прашуваат зошто Исус умира. And He explains to them before this be a reality. И тој сака да им го објасни тоа пред да се случат сите тие настани, пред да настапи таа реалност. He explained to them the reason for His death. Verse 24 from Им 12. им го објаснува ним, значи им ја објаснува причината за неговата смрт. Ќе се вратиме во Јован 12 глава, 24 стих. Вистина, вистина ви велам, ако зрното пченично што паднало на земја не умре, останува само, а ако умре, ќе донесе голем плод. Why Jesus was dying? Зошто Исус умрел? To bring up fruits. За да донесе многу плод. One of them were the Greeks. Еден од овие плодови беа елините. One of them can be. Вие самите може да бидете таков плод. That's why He died. Токму затоа Христос умрел. That we can be a fruit of His death. За да ние може да станеме плод преку неговата смрт. Remember this when you are going home in this evening. Помнете го ова кога ќе се враќате дома во вашите домови. And pray tonight. И молете се вечерва, оваа вечер. If you decided to do what I have asked you for this week, pray God to give you power. Ако го направите тоа што побарав од вас оваа седмица, помолете се на Бога да ви даде сила за тоа.
Jesus said that when 2 or 3 are gathered in my name, Исус рекол, кога двајца или тројца се собрани заедно во моје име, I also will be in their и јас midst. сум таму среде нив. Jesus can be with us Исус here. може да биде со нас тука. If we ask for him as the Greek was, Ако и ние го побараме тоа што елините го побараа. I'm praying to God Се молам на Бога that the Holy Spirit put in your mind and in your heart Светиот Дух да вложи во вашите срца, во вашите мисли, a desire една желба, for truth and life. желба за вистината и за светлината. A desire for Jesus as never before. Таква силна желба за Исуса како никогаш порано. And don't forget, И не заборавајте, we would see Jesus. ние сакаме и ќе го видиме Исуса. And those who will not running at his appearance И оние кои што нема да бегаат при неговата појава, are not running because they are like him. тие нема да бегаат затоа што тие се слични како него. He was brother with them in their sufferings and sin. Тој беше нивниот брат во нивните неволи, во нивните страдања. At the end, they will be brethren with him in his glory. На крајот и тие ќе станат негови браќа и сестри заедно со него во неговата слава. He is not ashamed to Тој call не us се brothers. срами да не нарече нас браќа и сестри. So the invitation of Jesus is made. На тој начин Христос ви упатил порака и покана до сите вас. To study his message that Да ја- will end in the letter rain. Проучуваме неговата порака која што завршува со позниот дожд. May God be with you. Нека Господ ве благослови сите вас оваа вечер. Have a good rest. Имајте добар одмор. If you can, a double rest. Because we will Имајте и enter, двоен одмор, because we will enter in a very tough week. бидејќи не очекува една тешка седмица. We will study very new things maybe or old things. Doesn't matter if are new or old. Ќе проучуваме можеби нови, можеби стари работи, не е битно дали се нови или стари за вас. What it matters it is that they are very important. Тоа што е битно е дека тие се многу важни And we cannot miss the sense of any word. и не смееме, не треба да го промашиме значењето на секој збор што ќе се каже. So as much as you can, Колку што е тоа во ваша сила и мог, stop doing the things who are престанете да ги правите, значи, овие вообичаени not Нешта. giving you rest. кои што ве вознемируваат или не ви даваат мир. Because you will need the power of the mind. Затоа што of ќе the ви body требаат умствените сили, ќе ви треба силата на умот for this time. за ова проучување. May God be with you. With Нека everybody, Господ биде со секој еден од вас and see you tomorrow. и ќе се видиме утре предпладне. Many blessings. And good Господа ве night. благослови. Пријатна вечер. Амин.